Во светот, процентот на деформитети на ребетниот столб кај децата е многу помал отколку кај нас, но и покрај тоа таму се води голема грижа. Се создаваат институти за лекување, се воведуваат нови иновативни методи на лекување и оперирање, но најмногу внимание се посветува на превенцијата. Во светските здравствени податоци не постои точна бројка за расширеноста на сколиозата кај децата. Една од причините е што кај многу пациенти нема видливи деформитети на рбетот. Од достапните податоци се знае дека во Америка 3% од децата имаат закривување до 10%, додека кај 3 на 1000 деца се јавува сколиоза која бара сериозно лекување. Сепак поради се поголемиот број на случаи на закривување на рбетот кај децата, во Америка се создаваат специјализирани институти за лекување. Еден од нив е Центарот за третман на сколиоза во Калифорнија, каде успехот се представува преку 13 годишно девојче со закривување на рбетот од 63 степени, поради што не може да оди исправено. Девојчето во центарот добива различен третман, составен од киропрактика, вежби, масажи и невромускулна реедукација. На столицата имав малку чудно искуство, поради начинот на кој ми е искривен вратот. Помилена работа ми е направата позади вратот која вибрира, како и работите кои ми ги исправаат ребрата и грбот. Лекарите од овој калифорнијски институт се гордеат со успешноста на нивниот третман. Резултатот кај 13 годишната Кајли е зачудувачки. Искривеноста ми се поправи од 63 на 15 степени. Сега се чувствувам најдобро во животот. Седам исправено. Пред 2 недели почнав и да играм повторно. Третманот на рбетните закривувања е различен во Европа и Америка. Додека европските лекари се држат до вежбите и корсетите, нивните американски колеги почесто препорачуваат операција. Меѓутоа проблемот со традиционалните операции се големите лузни, како и можното оштетување на мускулното ткиво, додека хирурзите приоѓаат кон рбетот. Затоа научниците од Универзитетот во Мичиген експериментираат со нова револуционерна метода која користи минимални оперативни зафати. Го прошируваме нивото на употреба на тие зафати за да се применат на поголеми деформитети, како кај сколиозата. Со оваа процедура правиме многу мали резови на кожата и што е најважно, не ги повредуваме мускулите. Друг негативен аспект на операциите кај сколиозата е недоволната докажаност на нивната ефикасност, како и ризикот од несакани последици кои изнесува околу 5%. Сепак сведочењата на пациентите со успешни приказни покажуваат дека оперативниот зафат може да го реши проблемот. Операцијата на рбетот направи огромна промена во мојот живот, физички и ментално. Само што можам повторно да го подигнам мојот син е огромна сатисфакција. Освен лекувањето, светот против деформитетите на рбетот се бори со превенција. Земјите имаат различен пристап на ова поле. Јапонија има задолжителен годишен скрининг на сите ученици. Американската академија на ортопеди препорачува преглед на девојчињата меѓу 11 и 13 години и на момчињата меѓу 13 и 14. Еден од најновите научни достигнувања во областа на сколиозата е генетското тестирање. Истражувањата почнати во 2009 година заклучуваат дека адолесцентската идеопатска сколиоза е биомеханичка деформација и со идентификација на генетските маркери, научниците може да го предвидат закривувањето на рбетот кај децата. И додека светот сериозно се бори за да го спречи овој проблем, Македонија ги лекува последиците и се чуди на огромниот процент на искривувања кај децата. Останете во добро здравје. Се гледаме за сигурно.